пред 2-3 дена започна реконструкцијата на булеварот Гоце Делчев и улицата Прилепски бранители. Да кажем само дека ќе биде коловозната лента на булеварот поделена на два дела со зелена преградна површина, така да на средината ќе има осветлување, а од двете страни ќе има по две коловозни ленти, по две во еден правец. А додека на потегот на улица Прилепски бранители ќе има 3 коловозни ленти, таму нема да има поделба на коловозните ленти. Инаку да спомнам само дека булеварот од Карпалак, тоест од улицата Брајча Рамески до маркетот Тинес ќе биде реконструиран и улицата Прилепски бранители од старата градска кафеана до кружниот тек кај поштата. Да споменам исто така дека дрворедите ќе останат сите од двете страни, ќе бидат реконструирани и пешачките патеки, тоест тротоарите, ќе се постават гранитни плочки во целата површина, а исто така ќе се постават и тактилни плочки за да можат непречено да се движат луѓето што имаат попреченост со видот. Висината на средствата кои што се одделени и со јавната набавка е 60.585.000 денари. Време на изведбата ќе биде до крајот на летото и мислам дека Прилеп треба да се гордее со овој булевар што треба да го имаме, затоа што долги години го очекувавме и мислам дека во текот на оваа година, како што кажав, до крајот на летото ќе имаме современ булевар со современи пешачки патеки. Да напомнам уште, те заборавив дека ќе има на целата должина и велосипедски патеки. Инаку должината на потегот од улица Брајча Ламески до маркетот Тинекс е 560 метри, а должината на Прилепски бранители е околу 280 метри. Ние започнавме пред неколку дена со реконструкцијата на овој булевар. Значајно е да се напомени дека сите постојни осветлувања кои што се од левата и десната страна ќе бидат заменети со централно осветлување. Тактилните траки кои што за прв пат во нашиот град се поставуваат за слепите лица ќе бидат на коловозната лента од пешаците и хоризонталната сигнализација која што за прв пат се појавува во нашиот град, значи ќе има осветлување на долниот дел од пешачките зебри со светлечки семафори. Должината вие спомна градоначалникот на трасата, ние ќе се трудиме да го запазиме рокот што е за изведба, максимално ќе се посветиме на се што е предвидено по овој проект да се спроведи, така да мислам дека градот ќе добија еден убав лик во центарот на градот.